Драги браќа и сестри, еве сме повторно овде, 51-виот ден го чествуваме црвено-жолтото знаме на нашата татковина. Веднаш би почнала со порака на нашите браќа и сестри преку патот, кои што седат во парламентот. Прво, ние ги избравме да не заборават дека ние ги пративме таму. Ни должат внимание, ни должат да донесат вистинско решение за сите нас и да ја почитуваат суверената и унитарна Република Македонија. Нашата чиста мисла, нашата чиста идеја, нашата честност во она, заради што сме ние денес овде по 51 пат, ги повикувам сите да го испочитуваат. Сите оние кои што се привремено заслепени и не можат да видат што се случува денес, дека ние сме во опасност и дека треба да се избориме повторно за тоа да останеме во оние граници во кои што сме, ги повикувам најљубезно да ни се приклучат во духот на нашето македонско гостопримство меѓу своите македонски браќа и сестри. Исто така ги повикувам сите припадници на националностите и малцинствата да ни се приклучат. Добродојдени се сите оние кои што ја делат нашата чиста мисла и идеја. Ви благодарам на вистина од срце што сте овде повторно со нас. Очекувам дека ќе продолжиме. Би сакала искрено, верувам дека е тоа идеја и мисла на сите нас, представниците на највисокиот законодавен дом на Република Македонија, да донесат конечно решение и излез од пат ситуацијата, ако е потребно, предвремени парламентарни избори. Нека се распишат тие предвремени парламентарни избори, за да се реши ситуацијата. Да не бидеме во заложништво повеќе на една мала група која што сака да си ги реализира личните интереси. Повторувам дека нашиот протест е за семакедонско обединување. Значи, да не заборавиме која е нашата основна идеја. Ние делуваме надпартиски со тоа што сакаме да ги обединиме сите оние припадници на партиите, кои што се наши браќа и сестри, кои што треба да ја делат исто нашето чувство и идеја за нашата татковина. Ред е да се врати оној дел, она што му го должиме на нашите предци, што им го должиме на нашите родители, поради што сме денес овде. Сите ние го носиме тој залог на нашите предци. Тоа е многу јак залог. Не смееме никогаш да заборавиме, токму заради потомците, на кои што треба да им го ставиме она што нашите предци ни го предадоа како код на однесување, како код на живот овде, денес, во минатото и во иднината. Ви ги честитам великденските празници, пожелувам многу здравје на сите нас, апсолутно на сите нас, и очекувам да останеме заедно за заедничка Македонија. Благодарам.